Многу јасен во моето поставување на прашањето. Прашањето беше поставено до дезертерот, премиер на оваа држава. Јас многу јасно го слушнав одговорот од Министерството за одбрана, кој што беше лиферуван деновиве. Меѓутоа, јас во тоа не верувам и токму затоа побарав од премиерот да изврши притисок да се поништи огласот, затоа што е компрометиран огласот. Вие имате војници кои што се појавуваат во партиски огранот во Рачиново на Социјалдемократски сојуз. Тамо се пријавуваат за работа. И уште нешто. Подпредседателе на Собранијето. Ова да биде последен пат министер или премиер вака да се обраќа пред пратеници. Тие се должни да одговараат на пратенички прашања, а не обратно. Министерката за одбрана нема имунитет. Премиерот има по закон, министерката нема. Таквите тврдења за тоа кој каде учествувал, ако имате нешто, ви реков, поднесете веднаш и немојте да ја лажете македонската јавност. Што се однесува за тоа што значи трајна неспособност, еве да не кажувам јас, ќе видиме што кажува законот. Член 5, точка 4, состојба со знаци на тешки и Сега и вас ќе ве прекинам, бидејќи реагиравте пред малку. Баравте да ви се одговорите на прашањето. Прекинувајте, не ме прекинувајте, оставете ме да завршам. Не. Не ме прекинувајте, оставете ме да завршам, цитирам закон. Цитирам закон. За тоа со трајната неспособност или способност завршите во претходното прашање. Сега имате можност да се произнесете по одговорот на министерката. Бидејќи вашите колеги реагираа претходно. Не реагирам така. Врати ми го времето. Времето кога ќе се вклучам стои, колега. Ви мирува. Ката за одбрана се обиде да ми објасни што е трајна неспособност. Еве јас не знам, да видиме законот што кажува. Трајно неспособен за воена служба, ова е член 12, точка 4. Доколку наодите на состојбите и функциите на органските системи, на органите и сетилата во подолго време не задоволуваат, а се оценети со оценка 1, тоа е од оној член што ви го прочитав претходно, како и во случаите кога е предложена оценка ограничено способен за воена служба во повеќе основи истовремено, и тоа поради намалени функции на сетилата за вид и слух и духовна запоставеност на границата на нормалното. Ова го кажува трајна неспособност. Ова не сум го пишувал јас, ова е документ што го преложил вашиот премиер, дезертер кој што одби да ја брани државата. Благодарам. Немам дополнително прашање.